Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Од овде, од Кочани, ви најавуваме една вистина која што верувам дека сите вие ќе ја почитувате и за кој што верувам дека сите вие ќе се водите со едно големо дело кое што го истражувавме повеќе од една деценија и каде што ја насочивме целосно нашата енергија, а тоа се нашите клетки. Овие објави и мои докази ќе бидат запишани на нашата веб страна Белагнија Битола. Значи, уште еднаш, започнуваме со една дебата која што е поврзана со нашите клетки и едно истражување на кој што работевме повеќе од една деценија, а верувам дека сите вие ќе го прочитате на нашата страна, на нашата веб страна, а таа тематика или дебата ќе биде за нашата клетка, тоест за нашите клетки, начинот и причината зашто старееме и дали можеме да бидеме еден подолг период во подоцнежни години млади. Знаете дека старењето на клетките е поврзано и со болеста на нашите клетки, нешто кое што е познато како аутофогија. Затоа ве повикувам сите заедно да докажеме она на кој што Владо Павлов вложи една деценија, на нашата ДНК, на нашите клетки, кои што се основна единица на нашиот организам, затоа што нашата клетка секогаш се повеќе и повеќе има принцип да се раѓа и таа постојано се дели, што значи дека ние, нашите клетки можеме да ги регенерираме, а преку овие докази и овој начин што пообемно ќе го пишуваме на нашата веб страна, ќе ви докажам што значи агапи, а ќе ви докажам и што значи негативниот јон. И дали истите помагаат во нашата иницијатива да бидеме секогаш млади и колку што можеме да ги додржиме нашите клетки во нивната делба, затоа што старењето е заеднички поврзано со болестите и тоа доаѓа кога едноставно завршува таа делба на нашите клетки и со завршувањето на таа делба на нашите клетки
а интересно тоа што истата таа не се дели, а не умира, и такви клетки се повеќе и повеќе се трупаат, и тогаш доаѓа до една голема депонија во нашиот организам, на кој што тешко може да дојде она рачистување. Јас ова еден мал увод ви давам и ми е многу побитно од она што го гледам еуфоријата дека веќе имаме председатели на совети, градоначалници, така да утрово поминав на кафе, ми се гаде она што го гледам во Кочани. Верувајте ми, кочанчани, мои браќи и сестри, кои што многу ве почитувам, тешко некој да ве оправе. Сите сте во еуфорија, тука имаме агитирање, тука имаме кампања, и затоа одлучив да си ја насочам енергијата на ова тематика. Јасен сум во мојата цел си ја кажав, бойкотирам избори во Кочани, имам причина да го кажам тоа, така да не сакам никој да ми наоѓа мана, затоа што и јас на нив не и наоѓа мана, што истите тие уште сега станале градоначалници, уште сега станале председатели на општини, советници и што ли не. Владо Павлов енергијата нема да ја троши таму повеќе, туку ќе ја троши на вакви суштински откритија, кои што практично сум ги докажал и кои што истите тие се во согласност со голем број на научници од целиот свет. Дури и со научници кои што имаат добиено и Нобеловата награда. Значи, состојбата на чистењето на нашиот организам, кога се трупаат овие клетки, кои што не може повторно да се делат, доаѓа поради тоа што во нашиот организам започнува создавање на поголем број на белковини. За ова тематика, како да го стопираме старењето, а со тоа и како да помогнеме да ги попречиме болестите, и секогаш да му помогнеме на нашиот организам да има силна врска, тоест да има силна состојба на чистење на организмот, кој што е од суштинско значење за нашите клетки. Од тука ќе ви докажам колку е битен негативниот ион, а исто така ќе ви докажам и колку е битен кислородот. Уште еднаш, следете на нашата веб страна Белагнија, каде што овие големи иноваторски дела практично, кои што сме ги докажале со наши пријатели кои ги имаат услугите, за да дојдеме до заклучок сите заеднички за она за кој што го вложив целиот живот, а тоа е нашата ДНК на клетката, и целиот живот кој што го вложив во суштината на нашите клетки и како доаѓа до нејзино старење. Верувам дека ќе се согласите дека ова е многу побитна работа од она што го гледаме, од она еуфорија на самопрогласени градоначалници, еуфорија со телефони, еуфорија кој сум ја, кој си ти, и тако далje, и тако далje. Јас се оградувам од таму, затоа што ја гледам целата активност како се одвива. Можам да кажам дека ми е смешно и нека тераат
Јас и понатаму моето што го кажав ќе си го додржам. Освен ова тематика за живот на секого на кој што практично тоа го правиме ние 15 години и нема потреба да го користиме за некои политички кампањи, а најмалку има потреба да агитираме, затоа што сме докажани во тоа поле, а со сето тоа ќе ви докажам на сите оние кои што преку 300.000 ја конзумирате дома алкалната вода, зошто навистина се подмладувате и зошто навистина сте поотпорни на болестите. Тоест, ќе ви докажам дека вашите организми со помош на негативниот јон кој што го имате дома и со помош на кислородот и таа алкална средина помагаат на забрзано чистење на организмот и не трупање на стари клетки, и не трупање на клетки кои што не се делат, или во превод клетки кои што произведуваат белковини, кои оневозможуваат, кои што истите тие вие оневозможуваат вашата клетка да се очисти, а со тоа и да се очисти организмот. И нормално, старењето доаѓа генерално со генералното воспаление на нашите клетки. Следете на нашата веб страна Белагнија Битола, ќе имате повеќе делови на оваа тематика, а со тоа и ќе имате докази зошто ние, кои што сме промотори на нашата парола живот на секого, и не ја користиме за политички интриги и манипулација со нашите граѓани, туку едноставно практично тоа го правиме пред сите вас. А тоа сите вие го гледате кај вас, тоа сите вие го гледате секојдневно на вашето гледало, какви сте биле пред Павлов и после Павлов. Овде ќе насочиме ние нашата енергија во борбата на нашите клетки да продолжи онака како што тие се раѓаат и живеат, а не да умираат, а со тоа и да прекине нивната делба, а преку прекинувањето на нивната делба да доаѓа до трупање на такви клетки се повеќе и повеќе во нашиот организам и едноставно истите тие да произведуваат повеќе белковини, а јас би нарекол да го прават организмот депонија. Да живее Македонија. Македонија е се што имаме. Македонија е искрата на животот на целата земја и не можам да не го кажам тоа поради тоа што македонскиот кутлеш е токму таа искра на животот кој што помага на нашите клетки да се делат и истите тие да не стареат, за кои што, верујте ми, и нашите древни предци знаеле. Уште еднаш, зошто ние старееме и дали можеме овој процес да го стагнираме, затоа што старењето и болестите идат заедно, а исто така ќе имаме тематики повеќе на нашата веб страна и за време на короната. Дали случајно или не, Зоран Заев и Венко Филипче го направија тоа што го направија со состојбата на корона, а денес ќе видиме како новата власт ќе реагира од оно што доправа доаѓа и дали истите тие ќе се понесуваат исто така како оние кои што ни го зимаат кислородот секојдневно, со тоа што не силија да носиме маски, а тоа значи да го вдишуваш она што го издишуваш,
или во превод да правиш поголем кисел организам, односно да зголемуваш количество на CO2 во крвта. Ако ќе дојде до одреден проблем, а проблемот е тој што ти велеа седи дома, бегај од сонце, а 99% сите вие како слепи за стап дремевте дома, а оние кои што се со Владо Павлов знаат дека Владо Павлов уште првиот ден објави Владо Павлов не седе дома, оде на сонце и во Борова шума, за кој што имав и вклучување во живо со мојот син Љубомир, каде што кога излегнавме, верувајте ми македонци, Кочани беше празно, као да ударило нуклеарка. И уште тогаш видов каде оде светот, со кого живееме и со кого се расправаме. А тек денес, со вакви самобендисани, верувајте ми, нито еден град не може да успее. И затоа, колку сме, толку сме, ќе се бориме да го докажеме ова моје дело кое што и практично подкрепено, дело кое што поминува со голем масакар од најповиканите, дело кое што беше ставено на жилотина од преку општина Центар, Охрид, па се до наречаниот претрес, на кој што кочанчани тогаш се исмејуваа сите и никој немаше доблест да праша или да каже Владо имаше на подршка од мене. Никој, ниту еден од Кочани тоа не го кажа. А денес ме убедуваат и ми кажуваат дека тие ќе биле месии за градот Кочани. Кочани, не се лажете. Сега дека фараонот ви е жив, вие слепо ќе верувате на него. А тој ќе ви манипулира со зависни и независни, каде што немаат никаква разлика. Сите служат на тајната служба. Мојот бойкот за овие градоначалнички избори е бойкот на тајната служба, кој што си игра пинг-понг со сите вас. И продолжите. Ама ќе помине многу време. Многу време ќе помине. И на крајот ќе кажете. Тој забеганиот Владо ни кажуваше. Ама ние се занесовме. И мислевме дека ќе бидеме месии. И наместо сега сите заедно обединети да удареме најсилно врз сектата, ние денес што правиме? Им даваме сила на истата таа секта. Затоа што колку повеќе време поминува да ја криеме, толку повеќе време таа се повеќе и повеќе се шири. Исто како судските протести. Ако не се заврши во првиот ден, вториот или првиот месец, после се разложува. Така бидна, нели, со дискотеката Пулс. Затоа Владо Павлов одлучи да работи на неговата практична идеологија, на неговото практично действување, неговата парола практична, докажена, кој што многумина денес се копираат, живот за секого, и многумина кој што денес се појавуваат со паролата љубов, љубов и само љубов, а забораваат истите тие дека некој 20 години го правија за беган, луд, ненормален,
поради тоа што го најавувал со љубов. И навистина, кога се прифаќаме со љубов е многу полесно. И најлошото кога ќе дојде. Болно е. Ама кога се ќе прифатиме со љубов е многу полесно. Затоа што љубовта е двигателот и тој што покрај негативниот ион и атомарниот кислород помага за нестарење на клетките. А тоа Владо Павлов ви го докажа и ќе ви го докажам во наредниот период и со осмех од милион евра дека клетките можеме во за нашите години да ги додржиме како да сме помлади. Затоа одлучив да ја отворам ова тематика, а и практично да бидам малку себичен, да почнам да се гледам себе и да ви докажам дека на тој начин, на тој принцип, со факти и аргументи, преку мене, дека нема да дозволувам клетките да умираат по големиот број и истите тие да се трупат и создаваат белковини или да прават депонија во нашиот организам. Сето тоа ќе ви го представам на веб страната, а овде ќе ви презентирам со факти и аргументи преку мојот лик, преку оно што го поминував, овој пекол, овој биолошки атентат од сектата, овој биолошки атентат од ова странска тајна служба која што работи на уништување на Македонија и на кој што верно им служат сите, а да се додржиме во живот и не само да се додржиме во живот, и да станеме млади. Сега имам едно прашање до сите вас. Дали можам да ве прашам нешто? Ве следам и ги гледам вклучувањата и ве гледам сите кои што денеска сте со Владо Павлов. Дали можам да ве прашам нешто, а вие да ми одговорите, или да го завршам ова мое вклучување во живо и да ве упатам на нашата веб страна, да ја пратите и следите, зашто нашите клетки се основната единица на нашиот организам и зашто треба тие да се раѓаат и да се делат, каде што поголемиот број кој што поминаа со нашите услуги, практично им докажавме дека и канцерогените клетки се тие кои што создаваат белковини и нашата активност беше да ги регенерираме новите, а тие да создадат нови клетки во делбата и со тоа да го забавиме процесот на старење, а и процесот на метастазирање, поради кој што сум ставен на животина, затоа што нашиот начин на делување се докажа дека е многу успешен. Ама ваквите успешни луѓе кои што цел живот вложуваат во своето дело, не им се потребни на нашата држава. И затоа, најпрво, како најголем промотор на љубовта, ударија со разводот. И ќе ви докажам дека и разводот е на мешталка од оние кои што денес изиграваат масони и кои што забегале дека веќе се градоначалници.
Ќе ви докажам дека се е било со цел, а целта е била да го убрза старењето на моите клетки, да доживеам биолошки атентат, за да ова вистина денес не биде кажана, а дел од моите дела да бидат пренесени кај сите и да ве манипулираат како основоположници за некои работи кои што Владо Павлов ги промовирал со години уназад. Дали сите вие знаете какви бевте, кои што се додржавте со љубов, а јас после ова мое вклучување во живо ќе ви пуштаме на слика. Не сакам да биде злонамерна, ама преку самата слика да дојдете сите вие до заклучок какви беа со Владо Павлов, а какви се сега со нивното зло внатре во нив и нивната цел да бидат Владо Павлов, а тоа значи да го злоупотребат. Дали има промена кај сите вас, кои што се додржавте со Владо Павлов во поглед на вашето здравје и во поглед на вашиот лик? Дали сте младолики или стареете со повеќе брчки, како некој од вашата генерација кои што ги гледате секојдневно, а не се наши пријатели. И мислам дека е честно да одговорите како што јас одговарам и како што ме гледате ставен на животина, а младалишкиот лик се уште го имаме. Дали сте задоволни и дали сте се погледнале огледало пред и после? Ти благодарам, Драган Богатинов. Дали има голема промена во секој поглед и во поглед на интелектуално и развивање на пиеналната жлезда? Дали имате силна интуиција? Ти благодарам, Снежана. Ане, ти благодарам и на тебе, Анета. Значи, дали вашата шишарка е ваква се уште или отворена со вашето дружење и со вашите следење и со оно што го правите со Владо Павлов овие години? Мислам дека е искрено да се отвориме, а не да молчиме. Затоа што гледате малку до каде дојде. Денес ме убедуваат во Кочани дека родителите се кажале. Денеска ме убедуваат во многу работи во Кочани. Да, јас се кажувам вистината. Дали го боли некој тоа или не, тоа е негов проблем. И никој не може да ми забране или да ми каже со моите пари јас каде да одам. Ама едно да знаете, сите вие кои што го следите Владо Павлов, нито еден од Кочани кога беше најголемото сценарио од фараонот Кочански
во спрега со Основен суд Кочани, во спрега со јавно обвинителство, во спрега со Водовод Кочани, во спрега со телекомуникации, во спрега со извршители, нотари и во спрега со увара довлочени, не дојде да праша и да даде подршка да истраеме во битката против сектата, кој што денес е во Кочани да се докаже. Еве, ги прашувам кочанчани. Знам дека ме гледат. Знам дека ме следат. Дали некој после нарачаните претреси и после сето оно што се правеше против Владо Павлов дојде да ми даде подршка? А потоа ќе ве прашам сите вас, кој сте виделе лошо и кое лошо сте го виделе вие од Владо Павлов кочанчани, каде што цел живот се борев да има љубов, да бидете обединети и да се сакате сите заедно. И најголем непријател сум бил на дрогата, поради кој што трпев голема тортура од увора довлочени, со секојдневни записи од увора, со секојдневни доваѓање на полициски комбиња, без никаква причина. Ама успеав кочанчани. Сите вие кои што растевте и бевте на часовите со Владо Павлов. А сте многу. Не сте како останатите, кои што беа на часови во други места. А ги знаете околу школото сите. Трпев тортура поради тоа што се борев за вас да бидете тоа што сте денес. Посебно вие кои што не сте во Кочани. И ќе ве молам, тргнете ги раците кочанчани од Владо Павлов. Тргнете ги. Воопшто не ме интересирате. Оно што го гледам денес во Кочани и оно со кој што разговарам со мои луѓе, значи дека нема спас. Ви нема спас. Затоа што јас се регенерирав 99% од тоа што сум бил. А вие, каде ве оставив пред 15 години и денес сте таму? Ни милиметар не сте се поместиле. Знаете која е разликата? Разликата е тогаш со фабрики од Битпазар, а денес со костум. И мислите дека сте се смениле? Затоа Владо Павлов е овој што е. Затоа што никој вие од Кочани 99% не му дадовте подршка за се што прави Владо Павлов за сите вас. И нека ви е Бог на помош. А јас ќе си доаѓам у мојот град, ќе си пијам кафе и ќе шетам секаде. И ќе ве гледам како тонете се повеќе и повеќе. А нема да ви се смеам и да ви се ситам, како што вие во Кочани ми се ситевте на мене. И затоа започнувам со целосно отварање на сите оние мои иноваторски дела кои што практично ги докажувам во светот, не само во Македонија.
И запомнете, нема да ви се ситам, ама ќе ве гледам како сокол до ден денес и сега како што ве гледам. Каде што секојдневно се повеќе и повеќе ќе тонете. А нема да се ситам, како што сите вие 99% без причина ми се ситивте на мене. По наречената хајка, од лице кое што добило задача од фараонот Кочански. Лице кое што уништува животи, уништува фирми и верува дека Бог ќе продолжи и понатаму да киднапира деца и да киднапират имоти, како тоа што го прават до ден денес со многу кочанчани. А кутриот тој несвесен зашто нема деца. И никогаш нема да има таквите деца. И затоа го прават тоа. Пошто не знаат што е дете, не се држиле во раце деца. И вие мирно им стоите на таквите. Уште еднаш. Живеете си го животот како што умеете. Ама трнете ги раците подалеку од Владо Павлов Кочанчани. Не ви се мешам во ништо. Не ви сметам на никого во бизнис. А главниот бизнис ви е дилерство. Воопшто не ме засегате. Јас ќе останам тој што сум. И не случајно одлучив денес, од оно што го гледам, да ја започнам мисијата за целосно утврдување на се што правил Владо Павлов и се што дојдел како знаење. И затоа започнувам со веб страната. Да ви докажам дека клетката е основна единица на вашиот организам. А не да се замарам со самопрогласени, кои што заборавиле каде се и каде припаѓаат и наеднаш живеат во некој свет, уште не завршило ништо, мислат дека се советници. И што ако сте советници утре? Што? Што ќе решите? Ќе бидете други од Радко Сорос и вахабиста? Ќе бидете други од неговиот потрчко Папасо, кој што поубаво му беше да остане у Железара и неговиот бизнис да си го гледа, него ли да го прави тоа што го правеше под капата на Радко Сорос? Ќе бидете подобри од кондуктерот? Од првиот од Макарената до последниот и новиот нема да има разлика. Поздрав до Маријан, кој што ме подсети за најголемата донација која што ја даде француската амбасада, а таа донација беше во времето на Радко Сорос и вахабиста, количка со бела боја за отвратување на игралиштето на стадионот во Кочани, од кој што најмногу испати Блаже домакинот на Осогово. Ласерски белата боја се правеше за игралиштето. Кочани, имате уште малку време. Обединете се. Баталете ги овие. Бидете браќа и сестри, затоа што утре ќе биде друг, како јас што бев.
на удар на сектата. Да нема следен Владо Павлов и да нема следно што беше со дискотеката Пулс. И прашајте ги најповиканите. Дали дискотеката Пулс е хибриден напад од некоја служба од соседството? И толку. Терајте си, останете ми во здравје и ве молам подалеку раците од мене. Немам енергија да трошам и да гледам дека никој ништо не разбирате. Не ви се ситам што гледам дека тонете. И нема да бидам како вас, кои што се ситивте кога сектата најсилно удари врз Владо Павлов, а ниту еден од кочани не ме праша или да ми даде подршка. Нека ви е со среќа, продолжете и понатака. Фараонот не би бил фараон ако нема такви како вас. За останатите, за сите мои браќа и сестри, продолжуваме на веб страна Белагнија Битола, каде што ги имате овие најголеми дела, кои што веќе се практично докажани, на кои што целиот свој живот го вложив во действувањето на нашата ДНК и нашата клетка. Едно големо благодарам за Битола, за Скопје и за сите останати градови кои што не се како моето кочани и кои што ги почитуваат делата, каде што секаде сум поканет на кафе, на разговор и каде што секаде сум пречекан онака како што доликува на еден човек кој што се бори практично со паролата живот за секого. Ви благодарам Битола, Скопје, Прилеп, Охрид и останатите градови. Да живее Македонија! Продолжуваме најсилно со нашето дело, она другото го оставаме на оние кои што веруваат, кои што мислат, нека тераат. Секој денес има своје демократско право, дали да прави ајвар кога имаме референдум за име, или сега Владо Павлов ќе прави ајвар кога имаме локални избори во октомври во Кочани. Секој има своје право. Јас одлучив така, ајвар да правам на локалните избори во Кочани. И некој не треба да ми најде мана, како што ја не најдов мана на безброј македонци под капата на Стефче тогаш, најголемиот ајварџи од Карпош, го задими, го отрови цел Карпош од правењето на ајвар за време на референдумот за име, и вие не сакам да ми најдете мана. Да живее Македонија, љубов, љубов и само љубов, бойкотирам избори во Кочани и се насочувам целосно со делата кои што ги засегнаа веледрогериите и тајната служба која што направи линч и веруваше дека ќе успее до уништување на целосно на Владо Павлов, но македонецот не би бил македонец ако од пепелта не излегне како Феникс. Да живее Феникс МК Оргон, да живее Агапи 25, да живее Белагнија Битола, а тоа ќе го дознаете во наредниот период колку биле повеќе од потребни. Се за Македонија, се за нашата искра на животот, се за македонскиот кутлеж кој е Богот во нас.